Часовникот кој го гледате зад мене треба да биде символ на точноста, но во моментот покажува сосема поинаква слика. Дел од градските часовници во Скопје или покажуваат погрешно време или воопшто не работат, што пак покажува колку градот се грижи за јавната урбана опрема. Уличните часовници некогаш беа меѓу највпечатливите ориентири во Скопје. Денеска тие се нефункционални. Поради што пак голем број граѓани и воопшто повеќе не ги забележуваат. Па не ги гледам, искрено. Мислиш дека не покажуваат точно време или воопшто не ги Не ги процитирам, да. Сметаш дека повеќето од нив даваат погрешно време? Сметаш дека треба градот да се грижи за нив, да бидат со точно време или мислиш дека нема потреба бидејќи сите имаме телефони? Па мислам дека нема потреба, искрено. Мал се потешко. На площад има само, нема на друго место. Уште неколку места правев на обикот. Знам на кај парк на ова, али јас сум овдека од центар и тука ако можам да видам на площад. Па нема не работат. Па треба. Во секое време треба да се знае. Па јас мислам дека и не ги гледам, дека постојат. Искрено, мислам дека не постојат веќе. Дали сметате дека треба да постојат? Има неколку, меѓутоа генерално се со погрешно Па време. да, треба да постојат. Зашто не секогаш телефон можеш да погледнеш. Мислам дека треба да постојат се уште. Иако современата технологија овозможува секој во секој момент да го провери времето на својот мобилен телефон, граѓаните велат дека уличните часовници не ја изгубиле својата вредност. Покрај тоа што имаат практична намена, тие се дел од препознатливиот изглед на градот и придонесуваат за уреден јавен простор. Стрелките на овој часовник зад мене стојат во место, но времето не застанува. Токму поради тоа, дел од граѓаните сметаат дека часовниците треба да ја вршат својата основна функција, односно да го покажуваат точното време кога секој еден ќе го крене погледот кон нив. Дали сметате дека треба да бидат во функција, да се одржуваат градски? Треба, затоа што ние старите некој пат не можеме да го видиме телефонот, едно друго, а друго е кој ќе има часовник, кој ќе видиш дали треба да одиме на контрола. Колку се потпирате на градските часовници за точно време? Дали ги гледате? Па ретко да ви кажам. Ретко, али го гледам овој пошто ми е пред дуќан. Сега нешто не е точно времето, али понекогаш ги местат, да. Дали треба градот повеќе да се грижи за урбаната опрема, за часовниците конкретно? Па убаво изгледа, да. Би можело да малце да ги средат. Да. Че во најголем дел не се точни. Па еве баш сега загледав, али јас сум гледал дека ќе дојде камионче и го местат. Сега баш не сум загледал. И сметате дека треба да ги има еве во време кога сите имаме и телефони и сати, дали треба да бидат во функција, дали? Па добро, ако е тоа нешто убаво, како украс, како туризам, како нешто такво, да би требало да ги има. Би ги направил мал се питорескни да бидат, не да биде обичен сат, нели? Него да биде вака занимливо, па да човек што се вика да рече, ај да застанам тука да го видам каков е. Би направил нешто такво. Па да, треба да се одржува, да работат, за да можат граѓаните да видат колку е времето и така. Значи би било одржливо ако еве сите имаме и телефони и часовници, но Ама да, треба, да. Па и сите нема телефони, луѓе, тој што нема ќе погледне, ќе види колку е часот. за тоа дали е предвидена нивна санација и кој е одговорен за одржувањето на уличните часовници, одговор побаравме и од град Скопје. Во изминатиот период градот Скопје беше посветен на финансиска консолидација на градот и на јавните предпријатија и установи. Исто така, огромно внимание беше насочено кон откочување на блокираните проекти во градот и реализација на најкрупните инфраструктурни проекти. Што се однесува за часовниците, ја разгледуваме документацијата за нив и сме посветени кон изнаоѓање на решение за истите, доколку е можно да бидат ставени повторно во функција. Урбанистите често посочуваат дека ваквите елементи, иако на прв поглед изгледаат незначително, се дел од идентитетот на еден град. Нивната исправност и одржување испраќаат порака за организираност и грижа, додека нивната запуштеност создава спротивен впечаток. Додека дел од часовниците продолжуваат да покажуваат време кое одамна поминало, граѓаните очекуваат надлежните да најдат решение, бидејќи за нив градскиот часовник останува символ на уреден и функционален град.